Ке продолжиме со нешто мощно и убаво и она што ќе имате можност да го слушнете и погледнете е надеж за оваа наша убава Македонија. Еве какви млади имаме во нашето студио и момче и девојче кои што веќе по она што го имаат на себе можеме да почувствуваме колку сте вие големи патриоти. Сузе, добро утро за тебе прво и секако добро утро и добре ни дојдовте за Андреја Долевска и Ѓорѓи Стојчевски, така? Како сте ни? Супер. Добре сме. Подготвени за битолската конјаница Галоп, која што и оваа година тргнува кон Крушево. Јас ке кажам уште еднаш секоја чест и кога вака ќе погледнеме, тоа е надеж, има надеж за оваа наша убава Македонија. Драго ми е што сте тука и што ќе имам можност да слушам нешто повеќе како јас и гледачите на оваа тема. Сузе, повели. Благодарам. Многу поздрав и до гледачите и огромен поздрав до нашите утрински гости кои вистина внесоа еден силен зрак на сонце, на светлина и на надеж. Како што рече и мојата драга колешка Слободанка, бидејќи во денешно време на вистина е огромна реткост да сретнеш млади луѓе кои имаат силна визија и желба да го прават овој свет поубаво место за живеење. На само 10 дена пред поаѓањето за Крушево, Галоп, битолски Галоп е подготвен денеска да ни реферира, да ни презентира како ние се подготвуваме по петти пат. Така почнавте, Ѓорги, во пандемијата, нели? Да, во пандемијата, точно во пандемијата. Додека се беше забрането, ние како прави комити Вие нас проти сите правила рековте, ние сме македонци и нема така да седиме дома затворени. Да, нема да чекаме да туку ќе превземиме работата во своји раце и ќе придонесиме за нашето македонско културно наследство, каде што да му покажиме на младите за да можат да напрати да не следат нас кои сме патриоти, кои ја сакаме Македонија, кои ја сакаме Битола пред се својот град. Како што велат и во песните, Битола не би ја менил за ништо друго. Нели, браво. Колку члена год се брои одредот Галоп, битолската конјаница? Битолската конјаница се нас се брои негде околу 35 членови, од кои 24 се севкупно јавачи, 6 годинава имаме 6 јавачки, чупиња. Чупиња, 6 чупиња имаме, ама за чупињата Андреја ќе ни зборува малку подоцна и кажи ми. И останатите се логистика која ја прати конјаницата и ги носи сите намирници кои се потребни за да биде една успешна конјаница. Браво. Јас забележа дека кога те прашував ти се обратив со Гоце? Да, па брат ми е Гоце. Брат ти е Гоце, ама ти си Ѓорги, ама мене ми дојде да ти речам Гоце, бидејќи твојот стајлинг, твојот вака целосен изглед толку многу ме подсетува. Се разбира на кој друг ако не на Гоце Делчев и предпоставувам дека ова не е само стајлинг сега за конјаницата. Не, овој стајлинг му е негде околу 7 години. 7 години? 7 години. Браво. А Гоце исто вака личи на тебе, Гоце, брат ти? Гоце ми е близнак, мој брат 10 минути помало од мене, но нажалост мораше тој да биде во Германија заради тоа што се знаат нашите работи во нашата држава, али сепак и тој придонесува таму. Ама Гоце помага, бидејќи ако не е Гоце и слични како Гоце, вие можеби немаше да можете, ама за тој дел малку подоцна. Тој е понеубавиот дел од приказната, ама сепак мотивирачки, бидејќи сето ова на вистина изискува многу средства, многу напори, многу вложувања и многу финансии. Да. Чекај сега малку да ја поздравам Андреја, бидејќи ни единствено чупе денеска од вкупно 6 чупиња, 6 девојки во битолската конјаница Галоп. Кога Андреја се приклучи на Галоп? Минатата година се приклучив. Тогаш ми беше прва година, а ова ќе ми биде втора. И кажи ми, како вие женските имате некои помали задолженија, бидејќи ова целото патување, јавање трае, како не се лажам, 7 дена, така нели? Како поаѓате на 26-ти, стигнувате таму на втори... На 31 сме во Крушево, на 7 сме во градот Крушево, каде што имаме и дефиле во градот Крушево организирано од градот и на 2 сме на Мечкин камен. Да. Имаме ние и слики вака од некои минати изданија, можеме додека разговараме и да си ги коментираме. Гоце и Андреја, повелете, вака
Ова е во манастирот во Цапари, Света Петка, каде што е еден преубав комплекс и каде што слободни минувачи или наши граѓани или луѓе кои се од државата можат и од странство секако можат да дојдат таму и да си уживат во самата природа, пошто се наоѓа во самиот национален парк. Ова ни е Александар од Австрија, нашиот голем патриот, каде што не може да не се качи на коњ. Браво, браво. Ова е во Цапари. Детскиот хор од Звончиња, да ги поздравиме, кои ни ја разубавија ланската година и исто така и годинава ќе присуствуваат на настанот. Немам зборови на вистина, да бев таму, да бев во Битола, сигурно ќе ви се приклучев. Слободно може да јаваме кога и да посакате. Со задоволство големо. Да. Андреја, кажи ни, бидејќи не се доискажа околу понежниот пол, кој што е во убава бројка, јас не знам другите одреди, еве Скопскиот одред и другите одреди дали имаат девојки повеќе, но драго ми е што ви Бидолскиот одред сте 6 чупиња. Какви се вашите задолженија? Сите сме еднакви, бидејќи лани бев единствена, не бев Немаше друга колешка? Не се осеќав, да, немав друга колешка, исто така не се осеќав одвоено или слично на тоа, сите бевме еднакви. Рамноправно со машките? Да, и дури имав и повеќе право од другите. Она што го дознав неофицијално пред да влеземе во студио, дека најмалиот член во Битолскиот одред има само 10 години? Да, само 10. Што прави тој? Па и тој истото прави како и другите. Тоест годинава имаме тројца, едниот е 10, другиот е 12 и третиот е 13 години. Исто како и другите членови, тој ги напива коњите вода, ги храни коњите вода или некои работи што треба да се завршат. Додуша, младите се први за работа и за придонесување кон коњаницата. Да. Она што јас успеав да го прочитам деновиве додека се договаравме, дека вие всушност во тие 7 дена јавате 174 километри. Да, тоа беше ланската година, но годинава ја имаме намалено таа. Ја скративте рутата? Ја скративме таа рута. Колку километри се оваа година предвидени? Оваа година ја прескокнавме Илинска планина заради тоа што таа ни е опасност, како лани што беше опасност од пожар, така да сакавме да ги избегнеме сите можни ризици, да си бидеме безбедни, да одиме безбедно кон патот, затоа што безбедноста на јавачите е пред се. Пред се, така е. Се разбира. Предпоставувам и дека од година во година вие се трудите да ги елиминирате сите, да ги предвидите сите можни непријатности, сите пречки и нешта кои што ќе ви го отежнат патувањето. Како сте подготвени, Андреја, оваа година? Оваа година подготовките се веќе при крај. Овие последни 2 месеци бевме најактивни. Најактивно се одржуваат часови за новите членови и се мислам дека ќе биде се подобро оваа година. Да, јас верувам, особено покрај тоа што па сега имаш и колешки, имаш и една друга женска енергија која ќе се внесе во целиот тим. Прекрасно, навистина. Ајде, Ѓорги, малку кажи ми сега повеќе околу оној дел со финансиските работи, бидејќи знам дека ова е тура која изискува многу труд, многу посветеност, многу енергија. Кој ве финансира? Тоа е едно интересно прашање каде што Бог знам дека е со вас, сигурно Господ е со вас. Ние пред се ова нешто го правиме за да ги прикажеме нашите културни, национални, традиционални вредности на нашата земја, на нашата држава и Битола како еден од најзаслужените окрузи за кревање на илинденското востание, значи во самото село Цапари има 93 илинденци кои се загинати, значи од самото село тие се. Цапарчани имате многу во одредот? Не. Немате, никој немате, ама ова го правите токму заради тие факти кои ги спомена сега, браво. Токму годинава се пријавија да јават двајца, но да јават само во Цапари, каде што
ја давиме таа можност за да му покажеме дека треба да присуствуваат на тие настани. Дури и првата битка е на Палиснопје. Тоа е место под Пелистер, каде што на Ѓурѓовден избила таа битка и од тука почнал бунтот за кревање на Илинденското востание. А дека стигнавме кај финансите, тоа е едно да не речем од најтешките нешта. Нажалост, али за среќа имаме доволно пријатели, доволно поддржувачи кои ни помагаат за да ова биде едно безпрекорно успешно патување. Имаме луѓе кои се од диаспората, имаме луѓе кои не поддржуваат со јачмен за коњите, пример. Да ги поздравим и сите нив кои не поддржуваат. Заслужуваат голем и силен аплауз и едно големо браво сите поддржувачи, луѓето од диаспората, сите индивидуалци, сите мали бизниси кои што влегуваат во приказната за да можете да го реализирате вие се тоа. Како што работеле порано за време на Илинденското востание, така работиме и функционираме и ние. Имаме и представници во диаспората. Александар е во Австрија, Гоце е во Германија, Филип е во Швајцарија и Наталија исто така е во Швајцарија и годинава имаме и член кој е по потекло од Кочани, тој е во Франција. Браво. Така да и тие ќе јаваат со нас. Европската заедница во битолска конјаница. Чекам слики и видеа кога ќе појдете и ние се разбира доколку се коректни за на телевизија, со задоволство ќе ги објавиме и ќе ве следиме. Спиете на неколку локации? Да. На колку локации ќе преспивате? На 6 локации преспиваме. Сето тоа каде што преспиваме се конаци од манастири или на отворено. Секоја чест. Во Крушево сме покрај преубавото езеро. Преубаво. Ај кажете ми нешто, мене ме интересира многу за коњите. Дали тие во овие 7 денови од уминатите искуства преживуваат некакви кризи? Имате ли потешкоти со коњите? Со луѓето ќе се разбереш, ќе си кажеш што ти е маката, ама со коњите? Коњите кај нас се гледани до максимум, заради тоа што... Вие сте сите собственици, сите што јавате имате своји коњи, така, нели? Да, баш и Андреја си Андреја купе и то точно на коњаница си купе коњ. Браво. Имаат ли имиња македонски или имиња други им давате на вашите коњи? Пример, коњот мој се вика Мишко. Мишко, браво. Тој ми е и обучен и за свадби, за пајтони, работам и со свадби за младоженци. Да, во Битола е сега во тренд, ми се чини многу често гледам и јас и не знаев дека ти стоиш позади сето тоа, да младоженците буквално ги изнесуваш во една сосема поинаква приказна со коњи. Да. Како изгледа сето тоа? Сето тоа изгледа прекрасно, пошто нашата Битола е традиционална со самото тоа. Имавме и стар и познат пајтонџија Манди, пајтонџијата Манди. После 30 години за прв пат јас го вклучив во употреба пајтонот на Манди. Значи 30 години општина Битола немаше пајтон. И јас го од кеф, мерак и страст кон нештото го... Браво. Секоја чест. Како се вика, Андреја, твојот коњ? Мојот се вика Раја. Раја, прекрасно. Што прават коњите вака рано на сабајле? Кога стануваат, кога се будат? Коњите не можеш ни да забележиш кога спијат и кога се будат. Спијат стоечки, така? Да, тие спијат стоечки. Се грижиме максимално за нив. Храна има обезбедено нон-стоп се со вода, заради тоа што може, не дај Боже, поради топло време да дојде до колабирање на самиот коњ, пошто патеката е малтене тешка, пошто е шумски патишта се и си гледам и чувам максимално. Имаме нон-стоп со нас ветеринар кој е 24/7 достапен и со нас е во логистиката, да поздравиме и Христијан. Така да коњите и луѓето ни се обезбедени. Браво.
Ај, Андреја, уште да ја прашам што ќе биде оваа година поразлично и да ги поздравиме и другите 5 чупиња што ќе јаваат, може? Може. Оваа година ќе биде поразлично тоа што ќе бидеме повеќе чупиња и тоа е многу добро. И исто така ќе имаме во слободно време ќе имаме организирани часови од постарите членови, ќе имаме како часови по историја, можем да речем, делови од видеа, ќе гледаме како филмови, стари филмови, да знаеме зошто се случува ова и новите членови да знаат за тоа. Исто така дел од рутата е изменета оваа година, како што кажа. Скратена е малце Да. рутата за да се избегнат опасности од пожарите. Го споменавме кој е најмладиот конјаник, ама кој е највозрастниот конјаник, Гоце? Највозрастниот конјаник е Тони, тој има 40 и нешто години. Па поздрав и до највозрастниот и до сите останати, до најмалиот. Јас сум исто возбудена, верувај ми, кога ве слушам, исто како и јас да се јавам со вас и ќе во мислите ќе бидам со вас, да знаеш сигурно, затоа не забораве, Андреја, да го потсетиш да ни праќате видеа, да ни праќате квалитетни фотографии за да можеме ние да ве следиме. Предпоставувам и дека сте во соработка и комуникација со другите конјаници од другите градови? Да, си соработуваме со сите конјаници. Ние сме со една цел, со една мисла и одиме кон патот да го водиме патот на културата, традицијата и Така е да се знае кои сме, од каде сме и зошто сме. Дали овој стајлинг го негуваат и останатите? Ти си водич на одредот, така, нели? Да. Значи ти си главниот, тебе те слушаат. Строг си, Ѓорги? Нека кажам. Андреја? Изгледа строго, ама не е строго. И мене така, јас така го замислувам и предпоставувам дека лесно се разбирате со сите останати којаници. Јас ги поздравувам сите членови на битолскиот одред, посакувам да биде и сонцето милозливо, да бидат и ноќите пријатни, и коњите да бидат умни. И со убав Абер ве чекаме кога ќе стасате во Крушево. Крушево, Абер пристигна. Прекрасно. Предпоставувам дека и многу се пее на сите ваши дружби, така, нели? Па ние имаме и задолжение од нас е попат да се пее и да се научат сите патриотски Без македонски која песна не песни. поминува ни едно јавање? Ја излезе Ѓурѓо, слушам те шумат шумите. Прекрасно. Јас веќе ја замислив турата како изгледа. Предпоставувам и ти, Слободанче, нели? Ве слушав и тука, но и во нашиот ходник покрај ТВ екранот со уште едно плюс кафе и уживав. И морам да кажам и да признам дека додека има ваков млад свет, иднината на Македонија е во сигурни раце. И еве како младите ја сакаат Македонија и ја сакаат македонската патриотска убава песна. Јас сум воодушевена од вас, ви посакувам се најубаво и да си поминете онака незаборавни моменти кои што ќе ви останат цел живот за ова што сега имавме можност да го слушаме. Исто јас се приклучувам и очекувам добри вести. Ви благодарам од срце. Благодарам. Ни ја разубавивте утринската програма и секако добре дојдени сте ни секогаш.